Денеска во Кратово, во село Тарнова, заедно со директорот на Агенција за млади и спорт и со градоначалникот удривме камен темелник на комбинирано фудбалско игралиште, кое ќе биде од огромно значење за регионот во тие населени места. Исто така се удри камен темелник за изградба на едно тениско игралиште над базенот во Кратово. Јас можам да изразам голема благодарност до владата на Република Македонија, до претседателот Никола Груевски, до директорот на Агенција за млади и спорт, што еве и во Кратово се градат игралишта и понатаму мислам дека ќе се градат и други фудбалски или спортски сали, фудбалски игралишта или спортски сали. Господин Маријан Чоколевски, почитувани спортисти, спортски работници, граѓани на општина Кратово. Ми представува огромна чест и задоволство што денес, заедно со градоначалникот и пратеникот, го означуваме почетокот на изградбата на тениското игралиште во општина Кратово, како дел од проектот на Агенцијата за млади и спорт и владата на Република Македонија изградба на 100 тениски терени низ целата држава. Со изградбата на спортските игралишта ние вложуваме во новите спортски звезди кои ќе представуваат Македонија на европските и светските надпреварувања, овозможувајќи максимални услови за сите спортисти. Почитувани, живееме во време кое изобилува со пороци, најголемото зло на овој модерен век, пушењето, алкохолот, дрогата, кои земаат се поголем замах меѓу младите луѓе. Агенцијата за млади и спорт и владата на Република Македонија, овозможувајќи услови за спортување, ги насочува младите кон вистинскиот пат во животот. Почитувани, владата на Република Македонија нуди светла иднина, нуди развој, нуди реформи. Благодарение на оваа влада и премиерот Никола Груевски, спортот доживеа вистинска прерода. Младите добија спортски стипендии, ги наградивме спортистите за високите остварувања. Доволно е да го споменам името на Наташа Илиевска и цело Кратово. Агенцијата за млади и спорт и целата држава стануваат горди на неа. Таа се стекна со стипендија од светска категорија од Агенцијата за млади и спорт, а после завршувањето на спортската кариера ќе се стекне и со спортска пензија. Драги кратовчани, овие награди за Наташа Илиевска дозволете ми да се заблагодарам на вработените во општината и на градоначалникот, како и на пратеникот, и повторно да се видиме заедно на отварањето на тениското игралиште. Ви благодарам. Почитуван директоре на Агенцијата за млади и спорт, господине Диме Спасов, почитуван пратеник Маријан Чоколевски, почитувани советници во Советот на општина Кратово, почитувани директори, раководители на јавни установи, на општински установи, почитувани професори, ученици, почитувани граѓани. Значи ми представува посебна чест и задоволство што денеска се собравме овде за да присуствуваме на поставување на камен темелник на тениското игралиште. Пред еден час исто така поставивме камен темелник на повеќе наменско игралиште во село Трновец, на која ќе може младите, значи од тој дел на нашата општина да се занимаваат со спорт. Ја користам оваа прилика јавно да се заблагодарам, значи на владата на Република Македонија и на Агенцијата за млади и спорт, што и Кратово беше вклучено со изградба на овие спортски игралишта, значи на тениското игралиште и на повеќе наменското игралиште во село Трновец. Нека е за убаво, тука се градоначалникот и директорот, можете да поразговарате сега со нив. Повелете. Директорот спомна тука дека имаме Наташа Илиевска кој првите чекори ги направи во спортската сала и во клубот Силекс. Да напоменеме уште дека имаме ние и фудбалски клуб кој 20 години се надпреварува во првата македонска фудбалска лига. Имаме и ракометен женски клуб кој сега моментално е во првата женска ракометна лига на Македонија, пред некоја година беше и во Суперлига. Тука го имаме и Мартин Богатинов, голман во репрезентацијата фудбалска на Македонија. Значи Кратово е познато по спортисти кои се надевам дека и во иднина ќе ги има уште поголем број.